Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Делегација од кинескиот град Вуши во работна посета на Кочани. Се разговараше за потенцијалите на Кочанскиот крај во делот на оризопроизводството, искористувањето на геотермалните води и развојот и унапредувањето на планинскиот туризам. Во работна посета на Кочани престојуваше делегација од збртимениот град Вуши од Република Кина, која се сретна со градоначалникот на општината Радко Димитровски и стопанственици. Се разговараше за потенцијалите на Кочанскиот крај во делот на оризопроизводството, искористувањето на геотермалните води и развојот и унапредувањето на планинскиот туризам, посебно во спортско-рекреативниот центар Пониква. Презентацијата што ја имавме со нашите производи, македонски производи на сајмот во Вуши, ќе продолжиме и овде, ќе им ги покажеме нашите ресурси во делот на Осоговските планини на Пониква, во делот на геотермалните капацитети во долни подлог и во делот на другите капацитети, искуства кои што ги имаме со странските инвеститори во Кочани. Во делот на оризот соработката ќе имаме во делот на извозот на ориз. Значи нашиот ориз е мощно квалитетен, кога го презентиравме на сајмот во Вуши, тие беа одушевени од нашиот квалитет и можно е да се разговара во колку се најде интерес да се извезува оризот во Кина. Делегацијата од градот Вуши ја предводеше тамошниот прв човек на општината Јао Жијанхуа. Тука сме да ги утврдиме почетните инвестиции од Република Кина во делот на оризопроизводството, неговото органско производство со системот капка по капка. Ја разгледуваме можноста за пласман на кочанскиот ориз во Кина, како голем потрошувач на овој прехранбен производ. Искуствата ваши се големи во делот на странските инвестиции, па од тука и наши стопанственици се заинтересирани да инвестираат кај вас. Според договорот, соработката меѓу збртимените општини Кочани и Вуши ќе продолжи на културен и образовен план, при што се очекува размена на ученици и студенти од двата града. Следната посета на стопанската делегација од градот Вуши, Република Кина, е закажана за октомври, кога во Кочани се одржува манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. Се искористуваат алтернативните извори на енергија во општина Зрновци. Готова е студијата во која се инвестирани вкупно 96.000 евра, од кои 40.000 евра наменети за општината. Општина Зрновци подготви студија за искористување на алтернативните извори на енергија, сончевата, ветерот и водата, која е работена со општината Белица од Република Бугарија во рамките на прекуграничната соработка. Студијата во која се инвестирани вкупно 96.000 евра, од кои 40.000 евра наменети за општина Зрновци е готова и им овозможува на жителите на општината и на потенцијалните инвеститори да ги користат местата кои во истата се посочени како алтернативни извори на енергија. Од студијата очекуваат многу, бидејќи со заедничка работа на нивните пријатели од општина Белица успеаја да добијат значаен документ кој ќе влијае на развојот на општината на еколошки и енергетски план. Општината планира за потребите на водоснабдителниот систем да инсталира мала хидроцентрала со капацитет од 10 киловати, со што ќе се искористи водниот потенцијал на Зрновска река, а општината би добила бесплатна електрична енергија. Досегашното искористување на електричната енергија за пумпите од системот ќе биде заменета со електрична енергија од сопствено производство, истакна градоначалникот на општина Зрновци Блаже Станков. Инаку, сончевата енергија во општината веќе се користи во основното училиште Синиша Стоилов, каде што се инсталирани сончеви панели со што водата се загрева и се користи за затоплување на спортската сала и на 4 училници. Овој проект е на општина Зрновци со финансиска подршка од ГЕФ фондацијата во висина од 28.000 долари. Општината и училиштето прават напори рационално искористување на сончевата енергија за затоплување и на останатите простории во училишната зграда. За само 15 дена, 12 интервенции бележи територијалната противпожарна единица на Кочани. Најголем број пожари се предизвикани со потпалување на страништата. Само во месец август опожарени се 37,5 хектари земјиште.
Предупредувањата до граѓаните внимателно да се однесуваат при палењето на оган на отворен простор или пак да не ги палат страништата по завршената жетва на житата не бележат позитивен одзив. До 16 август територијалната противпожарна единица од Кочани речиси секој ден излегува на терен. До денеска се регистрирани вкупно 12 интервенции на отворен простор, што најчесто се предизвикани со подпалување на страништата и сува трева, меѓу кои е и запалувањето на градската депонија на селото Бели. 4 од интервенциите на пожарникарите биле на територијата на Чешиново Облешево, 1 во Зрновци и останатите во Кочани. Пожарите проголтаа 37,5 хектари земјиште, истакна командирот на територијалната противпожарна единица од Кочани Дејанчо Арсов. Само во месец јули екипите на територијалната противпожарна единица имале близу 40 интервенции на пожари, од кои половината се регистрирани како шумски. Со оглед што високите температури ќе продолжат и наредниот период, останува со важност апелот да не се пали оган на отворен простор кога временските услови не го дозволуваат тоа, а посебно да се избегнува палењето на страништата и сувата трева. Според Арсов, кај интервенциите на гасење на опожарени површини, во 90% од случаите причината била човечко невнимание. Затоа, тој подсетува дека предизвикувањето пожар е кривично дело, а казните за сторителите, посебно на страништата, достигнуваат сума и до 1000 евра. Јавната општинска установа библиотека Искра Кочани доби ново раководство. За ВД директор на установата е назначена Румена Тодорова, а доаѓа на местото на досегашната директорка Сузана Ѓоргиева. Румена Тодорова е новиот ВД директор на јавната општинска установа библиотека Искра Кочани. Доаѓа на местото на Сузана Ѓоргиева, која досега ја раководеше установата. Румена Тодорова е дипломиран професор по филозофија и на местото директор доаѓа по 7 години работење во библиотеката во Оризари како библиотекар. Тодорова за Канал 8 истакна дека како прв човек на установата ќе се залага најпрво за обезбедување добри услови за работа на вработените и поквалитетен прием на читателите, корисниците и членовите на библиотеката, како и за создавање кај нив поголема доверба во самата установа и вработените. Истакна дека ќе ја подобри соработката со општинските институции, телевизиските и печатените медиуми, како и со другите релевантни институции и лица со кои соработува установата. И понатаму ќе продолжи со реализирање активности од типот на промоции на книги, презентација на нови автори, изложби, одбележување значајни денови и настани, како и организирање други манифестации од областа на културата, вклучувајќи го и сајмот на книгата. Во однос на книгите, значително ќе се работи на зголемување на фондот на книги со кој располага Кочанската библиотека. Веќе за впеток е закажана промоција на книгата Рефлексии од писателот Атанас Ѓоргиев. Деновиве матурантите полагаат државна матура во августовскиот испитен рок. Учениците од Кочани и Виница полагаат во гимназијата Славчо Стојменски во Штип, заедно со пријавените од општините во источниот регион. Поради малиот број на пријавени ученици, полагањето се реализира само во одредени училишта. Започна полагањето на државната матура во августовскиот испитен рок. Сите матуранти кои што не положиле матура во јунскиот испитен рок или најчесто поради здравствени причини не се појавиле во јуни, испитите ги полагаат деновиве. Рокот започна во понеделникот кога матурантите го полагаа задолжителниот предмет македонски јазик и литература. Денеска се полагаше изборниот предмет математика, а за среда е предвидено странски јазик. Додека в четврток е закажано полагањето по предметите физика, хемија, биологија, бизнис, историја, филозофија и естетика. Во августовскиот испитен рок се пријавиле вкупно 1820 ученици, од кои 85 се на ниво на источниот регион. Поради малиот број пријавени ученици, испитите се реализираат во неколку одредени училишта на 11 локации во државата. Учениците од Кочани и Виница полагаат во гимназијата Славчо Стојменски во Штип, заедно со останатите ученици од 17 средни училишта од општините во источниот регион. Сообраќајна несреќа се случила изутринава на локалниот пат Градовци-Мојанци. Потешко е повредено едно лице.
Изутринава на локалниот пат од село Грдовци кон село Мојанци се случила тешка сообраќајна несреќа, во која едно лице е потешко повредено и пренесено на клиничкиот центар во Скопје. До несреќата дошло откако се судриле моторно возило со италијански регистарски таблички, управувано од жител на село Зрновци и мотоциклист од село Грдовци. Во несреќата потешко е повреден 37-годишниот мотоциклист, кој по укажаната лекарска помош во хируршкото одделение на Општа болница Кочани, заради сериозноста на повредите, е пренесен на лекување во клиничкиот центар во Скопје. На местото на настанот излегле истражен судија и представници од полициската станица од Кочани. Во интерес на истрагата, засега полицијата не соопштува други информации за несреќата. Полицијата и граѓаните заедно е насловот на проектот кој што полициската станица Кочани во соработка со СВР Штип го реализираше со пензионерите од општина Чешиново Облешево. На луѓето од третата доба им беше одржано предавање како да се заштитат од кратци и други измами, како и од семејно насилство. Полициската станица од Кочани во соработка со Сдруженијето на пензионери на Кочани, а подпомогната од СВР Штип, денеска одржа предавање за пензионерите од територијата на општина Чешиново Облешево за тоа како да се заштитат од кратци и други измами, како и од семејно насилство. Овие тематски предавања со пензионерите се повод од се позачестените измами со пари, накит и дрва, во кои се вовлечени и луѓето од третата доба. Зголемениот број на измами, кражби на подрачјето на СВР Штип, полициската станица Кочани за време на летниот период ја алармираше потребата од едукација на пензионерите од општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево, како да се заштитат од ваквите појави. По предавањето во Кочани, денеска се реализираше вакво предавање и со пензионерите од општина Чешиново Облешево, истакна Ангелчо Стојановски, началник на одделението за превенција при СВР Штип. Ваквите предавања, чија цел е подигање на свеста кај повозрастните да не прифаќат лесни понуди од страна на непознати луѓе, е повеќе од корисна за пензионерите. Во Кочани ваква средба се одржа пред 2 недели, а денеска меѓу пензионерите од Чешиново Облешево беа и пензионерите од Кочани. На 26 август е закажана средба со пензионерите од општина Зрновци, истакна Ѓорги Серафимов, претседател на Сдруженијето на пензионери од Кочани. Тематските средби со пензионерите се дел од проектот Полицијата и граѓаните заедно. Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.